Денеска православната црква ги празнува светата маченичка Јулијана и 630 маченици со неа и светиот Петар чудотворец митрополит руски. Светата маченичка Јулијана и 630 маченици со неа. Оваа славна девица и маченичка била родена во Никомидија од незнабожни родители. Откако ја слушнала од некого евангелската проповед, таа со сето срце се обратила кон Христа и почнала да живее точно според Божјите заповеди. Некој сенатор Елевси бил нејзин свршеник. За да го одврати од себе, Јулијана му рекла дека нема за него да појде ако тој не постане епарх на градот. Таа му го предложила тоа, мислејќи дека тој млад човек не може никогаш да достигне до таква висока положба. Но Елевси се потрудил, та со ласкање и со мито станал епарх Никомидиски. А Јулијана тогаш му открила дека таа е христијанка и дека не може со него да стапи во брак, додека тој не ја прими нејзината вера, говорејќи: што ни вреди да бидеме телесно соединети, а со духот разделени. Тогаш Елевси се огорчил и ја оптужил кај нејзиниот татко. Разлутениот татко ја искарал и ја претепал, па потоа ја предал на епархот на испитување. Епархот наредил та ја тепале многу, па потоа сета во рани и во крв ја фрлиле во затвор. Но Господ ја исцелил во затворот и таа се јавила пред епархот потполно здрава. Епархот ја врзал во разгорена печка, но огнот не ја изгорел. Кога го видела тоа чудо, многумина поверувале во Христа Бога. Такви обратени биле 500 мажи и 130 жени. Сите нив епархот ги осудил на смрт и наредил да ги исекле со меч. Нивните души се преселиле во рајот. Тогаш лошиот судија ја осудил светата Јулијана на исекување со меч. Радосна со духот, Јулијана излегла на губилиштето, се помолила на Бога на колена и ја положила својата глава на дрвото. Главата и била отсечена, а душата ја отишла во царството на Христовата вечна светлина во 304 година. Елевсија набрзо го постигнала Божја казна. Пловејќи по морето, му се разбила лагјата и тој паднал во водата, но не нашол смрт во водата, туку испливал на некој остров каде што го растргнале кучиња и го изеле. Светиот Петар, чудотворец митрополит руски. Роден во Волинската област во 12-та година, го примил монашкиот чин. Бил прекрасен подвижник и иконописец. Основал манастир на реката Рата и бил игумен. Наспроти својата волја бил поставен за митрополит Киевски и бил посветен во Цариград од патриархот Атанасиј. Како митрополит, тој многу трпел од завидливците и еретиците. Со црквата управувал 18 години како добар и ревносен пастир. За својот живот си изградил гробница во Успенскиот храм, каде што денес му почиваат светите и чудотворни мошти. Се упокоил во 1326 и преминал во својата вистинска татковина.